Добар ден, почитувани гледачи. Убавото време и приближувањето на летото, осем зголемен оптимизам, ни дава дополнителен ветер во едрата. Така стојат работите и во автомобилската индустрија, која е меѓу првите на удар на секоја криза, а последна се опоравува. Сепак, големината се гледа кога ќе дојдат лоши времења. Падот на продажбата е страшен на сите пазари, но темпото на новитети е несменето. Денеска ве подсетуваме на големиот јубилеј на шпанската автоиндустрија, 70 годишнината на Seat. Британскиот благородник помеѓу тркачите Астон Мартин го лансира Vantage во родстер изведба. BMW најави дека иднината ја гледа во водородниот погон, Volvo ја обнови серијата 90, а парата на пара оди. Breitling направи специјален часовник за Bentley Molinero. Volvo скришом ги обнови своите модели S90 и V90. Измените се толку суптилни и незабележителни што дури и самите швеѓани тешко ги наоѓаат, заради што акцентот во соопштението за јавноста е ставено на она што навистина не може да се види. А тоа се наоѓа во моторниот простор, поточно познатата од другите модели 48 волтна хибридна технологија, која ги намалува потрошувачката на гориво и емисиите во издувните гасови за 15%. За внатрешноста се предвидени бежично полнење на телефоните, унапреден Bowers & Wilkins Premium Audio System, 2 USB порта назад и систем за прочистување на воздухот кој ги филтрира штетните цврсти честички во кабината. Иницијално развиен за кинескиот пазар, каде загадувањето на воздухот е екстремно висок, тој овозможува возачот да го следи квалитетот на воздухот преку централниот дисплеј. Мора да се спомене и дека како ново во понудата се наведуваат ексклузивните преслеки на седиштата од волна како замена за кожата. За перфекционистите сепак ќе кажеме дека овие модели однадвор се разликуваат по изменетиот долен дел на браникот и спойлерот, новите светла за магла и малку дотераните LED задни светла кај караванските V90 и V90 Cross Country. Понудата е докомплетирана со пар нови бои за каросеријата и поинаков дизајн на тркала. Откако пред 2 години го лансираше Vantage Coupe, Астон Мартин за ова лето ја подготви и неговата изведба без покрив. Магнетно привлечен, од кој аголи да се гледа, овој модел е подготвен со многу стил да понуди се најдобро што купувачите сакаат од еден спортски автомобил. Но со него традиционалната ознака воланте замина во историјата и тој сега едноставно се вика Vantage Roadster. Го задвижува истиот 4-литарски твин турбо V8 мотор од купето, кој располага со 510 коњски сили. Спарен со 8 степен автоматски менувач од ZF, ќе забрза од 0 до 100 за 3,7 секунди, додека максималната брзина му изнесува 306 км на час. Во стандардната опрема се адаптибилните амортизери, системот за динамична контрола со векторирање на вртежниот момент и електронски диференцијал. Комбинацијата на силни перформанси, изразена агилност и секојдневна употребливост ја обезбедуваат трите режими на возење. Во однос на купе изведбата, каросеријата е дополнително вкрутена, а благодарение на новиот систем за склопување на покривот, потежок е за само 60 кг. Тоа се прави електрично при брзини помали од 50 км на час за само 6,7 секунди. Од Астон Мартин истакнува дека ова време е најкратко кај возилата со платнен покрив. Во багажникот на Vantage Roadster остана простор за 200 литри, токму за една торба за голф. Првите испораки се предвидени за вториот квартал годинава по цена од 127.000 фунти. 70 години да се опстане во суровиот свет на автомобилскиот бизнис не е лесно. Првично, приказната започна под покровителството на Fiat, кој беше донатор за стартувањето на производството на автомобили во Шпанија. Под неколку децении работење и со успони и падови, Seat дојде во незавидна финансиска ситуација. Тогаш во играта влезе Volkswagen, чие водство ја донесе марката од Марторел до денешните позиции.
Крајот на Втората светска војна Шпанија го дочека како почеток на нови надежи. Земјата требаше да тргне по сопствен пат кон прогресот, за кој да се помине побрзо требаа автомобили. На помош беше повикан Фијат, со чија техничка помош во 1950 година стартуваше изградбата на првата фабрика на Сеат. 3 години подоцна од неа започна да излегува моделот 1400, кој како голем седан беше наменат главно за потребите на државните служби. Затоа и од него за 10 години колку што се произведуваше беа направени само 83.000 примероци. Тој сепак одигра важна улога за идниот развој на автомобилската индустрија во Шпанија, бидејќи домашно произведените делови учествуваа со огромен процент. Пресвртницата се случи во 1957 година, кога созреа условите за масовна моторизација на сиромашната земја. Идеален за таа улога беше малиот 600, кој веднаш стана икона на своето време. Иако чинеше 65.000 пезети, што денес би изнесувало скоро 20.000 евра, беше општо прифатен од народот. Дотолку што за него едно време се чекаше и по 2,5 години. До 1973 година од него беа произведени 800.000 примероци, а се извезуваше и во десетина земји ширум целиот свет, од Финска до Колумбија. Охрабрени од успехот на Сеат 600, шпанците започнаа да ја прошируваат гамата. Во 1966 година го додадоа моделот 850, а 2 години после тоа и 124. Изборот им беше одлично смислен, бидејќи и овие два автомобили стигнаа до огромен број купувачи. 850 до 660.000, а 124 до 900.000. Тие помогнаа Сеат да стане најголема индустријска компанија во Шпанија и 8 по големина производител на возила во Европа. Таа позиција ја зацврсти во 1982 година, кога беше потпишан договор за соработка со Volkswagen. Тогаш веќе беше започнат развојот на Ибица, првиот самостоен модел на Сеат. Беше дизајнирана од Giugiaro, за моторот се погреши Порше, а техничката подготовка за производство ја направи Карман. Успехот беше загарантиран и од нејзината прва генерација беа произведени 1.340.000 возила. Volkswagen не учествуваше во нејзиниот развој, но затоа целосно е заслужен за вториот најдобро продаван модел во историјата на марката Leon. Тие и денеска се основните столбови на компанијата, која учествува со 1% во бруто домашниот производ и со 3% во целокупниот извоз на Шпанија. What the future holds. Waiting for the stars to align. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Метрополис, број 1 радиомрежа.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Toyota цврсто реши да ја потполни гамата кросовери во Европа и од идната година ќе ги има 5 во понудата. Но, ако субкомпактниот Yaris Cross беше очекуван, најновиот ваков модел представува изненадување. Станува збор за Highlander кој ќе се смести меѓу RAV4 и Land Cruiser и ќе настапува во сегментот кој на стариот континент практично не постои. Представен лани во Соединетите Американски држави каде и се произведува, тој во своите 5 метри должина има место за 7 патници. Практичноста му е нагласена со солидно големиот багажник од 660 литри, кој со соборување на задните два реда седишта нараснува на 1,9 кубни метри. Дизајнерски делува малку гломазно со линии кои на моменти потсетуваат на RAV4. Од него сепак го разликува големината дополнително нагласена со тркалата од 20 инчи. Поставена на платформата на Camry, од каде го има наследено и хибридниот погон. Бензинскиот мотор е 4-цилиндричен од 2,5 литри, кој заедно со двата електромотора на сите тркала испорачува 244 конски сили. Според фабричките податоци, просечната потрошувачка треба да му изнесува само 6,6 литри на 100 километри. Цените не се знаат, иако пакетите опременост веќе се дефинирани. Покрај мноштвото безбедносни асистенти, во нив се среќаваат и доста практични и трендовски елементи. Такви, например, се бежичното полнење телефони, дигиталниот ретровизор, вентилацијата на седиштата, големиот број USB конектори и друго. Малку воздржаниот дизајн на внатрешноста го разбиваат комбинацијата на две бои и високо квалитетните материјали нетипични за возила кои доаѓаат од онаа страна на Атлантикот. Toyota не објави какви продажни резултати очекува од овој модел, кој досега беше присутен на руските и околните пазари. Последните години од него во Америка се продаваат по околу 240.000 примероци. Неговите цени таму стартуваат од $35,000. Од представувањето на првиот Prius во 1997 година досега, Toyota има продадено 15 милиони хибридни возила. После 2,5 години развој, Opel го стави во функција електричниот погон на новата Mokka, која веќе ги помина првите тест километри. Се уште камуфлирана, идната генерација на овој кросовер треба да започне да се произведува пред крајот на годинава. До тогаш инженерите ќе имаат задача да ги потврдат незините иновативни технологии. За нив засега нема многу информации, но најбитното се знае. Уште од самиот почеток на продажбата, новата Mokka ќе биде електрична. Поставена е на заедничка модуларна платформа која обезбедува користење и на мотори со внатрешно согорување. Ниското тежиште треба да придонесе за динамиката во возењето, а компактните димензии за секојдневната практичност во градски услови. Дизајнот може да се наслути дека ќе биде моќен, зашто своја улога ќе има и благо спуштениот заден дел. Елегантноста треба да ја обезбедат типичните за марката црти кои ги среќаваме кај другите модели. Во тоа се вклопуваат и јасните пропорции со кратки превиси на каросеријата, целосно усогласени со дизајнерскиот јазик што го негуваат германците. Тие за внатрешноста кажуваат дека ќе биде дигитална и изведена во минималистички стил. Изненадувањата не се исклучени, бидејќи раководството на Opel од овој модел очекува да ја промени перцепцијата на купувачите за брендот. Првите испораки на новата Mokka која ќе ја нема додавката X во ознаката се предвидени за почетокот на идната година. За цените се уште не се зборува.
Во последните неколку месеци Honda бранува со својот електричен автомобил, но и со припадникот на старата школа, бомбардерската верзија на Civic. Type R верзијата доби затегнати брчки, посилен мотор и ја наследува бензинската експлозивност на марката. Времињата се наклонети на електричните возила, зашто Honda има одговор, но јасно порачува дека се уште го нема кажано задниот збор со моторите на внатрешно согорување. Со измените за новата моделска година, Honda го претвори Civic Type R во шампионска машина. Главната алатка на овој исклучително мускулест хеджбек затоа е посебна апликација за смартфон кој пристапува на компјутерот и сензорите на автомобилот. Бележејќи се од нив, таа на возачот му става на располагање здрава количина податоци со кои тој може да го анализира своето возење и однесувањето на автомобилот. Следење на перформансите ги вклучува информациите за самото возило и комплетната телеметрија со приказ од птичја перспектива. Со помош на GPS технологијата може да се прави директна споредба на постигнатите времења и поминатите траектории по круг со детален приказ на сите динамични действија. Мноштвото податоци се заокружуваат со систем за будување базиран врз однесувањето на возачот во поглед на забрзувањата, управувањето, менувањето на степените на пренос и слично. Ажурираниот Civic Type R механички скоро и да не се разликува од досегашниот. Ослонувањето е малку потврдо, системот за стопирање помоќен, а адаптибилното ослонување поефикасно. Електрониката има додадено уште некоја безбедносна функција, а внатрешноста визуелно благо е освежена. Истовремено представени се и две посебни изведби означени како Limited Edition и Sport Line. Наменети за сладокусците, тие се разликуваат од стандардниот Type R по суптилни детали кои нив многу ќе им значат. Непосредно пред пазарното лансирање на својот прв електричен автомобил во Европа, Honda се сврте и кон Америка. Поддршката за тоа ја побара во својот повеќегодишен партнер во развојот на возилата со алтернативен погон, General Motors. Како основа за се ќе послужи новата високофлексибилна Ultimum платформа, со чија иновативна архитектура американската компанија има намера да ја собори цената на батериските склопови на $100 за киловат час. Вклучувањето на Honda во реализацијата на оваа намера може да доведе до големи промени на пазарот, за што од General Motors веќе започнаа да се подготвуваат. Откако од неа излезе последниот конвенционален автомобил, тие ја пренаменија Hamtrak фабриката во Детройт за производство на исклучиво електрични автомобили. За тоа планираат да инвестираат $2,2 милијарди и да вработат 2200 луѓе, што ќе резултира со возила со автономија од барем 640 км и способност 10-минутно полнење на батериите да им обезбеди поминување на 160 км. Очигледно овие бројки ја заинтригираа Honda, која најави дека првите два заеднички модела произведени таму ќе пристигнат во 2023 година. Јапонците ветија дека тие ќе ги следат барањата на нивните клиенти во поглед на дизајнот, возните карактеристики и организацијата на интериерот. Honda и General Motors веќе имаат активна соработка во заедничкиот развој и производството на возилата со погон на горивни келии, кои според планот требаше да се појават годинава. Како што видовте, Honda заедно со General Motors ја гради својата иднина во електрификацијата. Знаејќи дека американците додека беа собственици на Opel стигнаа до четвртата генерација на возила на водороден погон, не е чудо тој да земе замав меѓу останатите марки. Сериозно треба да се свати Toyota, која веќе успешно го комерцијализира моделот Mirai, а пак техничката соработка со BMW не само што помогна во хибридизацијата и електрификацијата на баварците, туку наговестува дека синио-белиот пропелер и днината на движењето ја гледа токму во водородот.
BMW е подготвен за наредната фаза за електрификација на својата гама. Според долгорочните планови, нејзин носител ќе биде водородот. Во тоа, германската група има несебична помош од Toyota, чии технологии се основа за развој на новата генерација еколошки возила со нула емисии. Соработката на ова поле меѓу двете компании започна уште во 2013 година, а лани беше конкретизирана со концептот iNext Hydrogen. Представен на салонот на автомобилите во Франкфурт, тој е заснован на актуелната генерација на X5. Системот горивни келии во него е позаимен од Mirai и ќе генерира 125 киловати електрична енергија. Неа ќе ја трошат електромоторите од идниот iX3, чии 374 конски сили ќе обезбедуваат солидна динамика во возењето. Водородот ќе се складира под притисок од 700 бари во двата резервоара со купен капацитет од 6 кг, за чие полнење ќе бидат потребни 3 до 4 минути. Прецизни податоци за предвидената автономија не се објавени, но таа секако ќе биде доста поголема од онаа на чисто електричните возила. Плановите велат дека првиот автомобил со синобелиот пропелер задвижуван од водород треба да се појави за 2 години, но тоа ни оддалеку не значи дека тој ќе биде масовно произведуван. Непостоењето на мрежа станици за полнење на ова гориво е главната пречка што целиот развој ќе се движи бавно. Реално се проценува дека технологијата на горивни келии за комерцијална употреба би била достапна некаде во втората половина од оваа деценија. Повеќе од една година откако беше најавен, Ford Explorer пристигна во Европа. Како дел од планот на електрификација на гамата, овој голем теренец во понуда ќе биде само со плагин хибридна верзија. Комбинацијата од 3-литарски V6 и електромотор генератор му обезбедува солидни 457 коњски сили и 825 Нм максимален вртежен момент. Тие се пренесуваат на сите 4 тркала преку 10 степен автоматски менувач. Литиум-ионската батерија, чие полнење на куќна мрежа трае близу 6 часа, му обезбедува електрична автономија од само 42 километри. Причината за тоа е големата тежина која Ford не ја објави, но во секој случај надминува 2 тона. Но таа не е пречка според спецификациите Explorer до 100 на час да забрзува за 6 секунди и да постигнува 230 км на час. На возачот на располагање ќе му бидат дури 7 режими за возење, меѓу кои и посебно наменет за влечење приколка. Овој 5-метарски теренец во Европа ќе стигнува со 7 седишта и импресивен пакет опрема кој вклучува Sync 3 инфозабавен систем со огромен дисплеј и Bang & Olufsen аудио со 14 звучници и 980 вати сила. Цената во Германија му изнесува високи 76.000 евра. Сегашната 6-та генерација беше представена лани во јануари на салонот во Детройт. Ford во изминатите 30 години има продадено 10 милиони примероци од Explorer. Citroen го освежи моделот C3 кој доживеа еволуција на средината на животниот век на актуелната трета генерација представена во 2016 година. Овој глобален бестселер на француската марка доби благи промени на дизајнот кои се одгледуваат во новиот изглед на предниот дел налик на концептот C-Experience од 2016-та. Ревидираните предни светла се со LED елементи како стандард, а може да се изберат и нови дизајни за side air bump на
надворешните заштитни елементи долж бочните страни на автомобилот. Задниот крај ги задржа гладките површини, а светлата со својот 3D ефект сега повеќе се истакнуваат. Значајно за целата група купувачи на C3 е тоа што се зголемени можностите за персонализација од досегашните 36 на 97 надворешни комбинации, а има и 3 нови кровни налепници и 2 нови дизајни на тркалата. Внатрешноста доаѓа со 3 ново креирани атмосфери и зголемена удобност, главно заради Advanced Comfort седиштата од C4 Cactus. Промените во технологиите се во додавањето пар нови системи за помош на возачот, а моторите станаа поефикасни и усогласени со најновите Euro 6 стандарди. Изборот и понатаму е меѓу бензинските 3-цилиндрични PureTech 83 со 5 степен и 110 со 6 степен рачен или автоматски менувач, како и Blue HDI 100 дизелот. Обновениот Citroen C3 ќе тргне во продажба за неколку месеци по цени кои допрва ќе ги дознаеме. Како синоними за луксузот, секој во својата бранша, Бентли и Брайтлинг ја започна својата соработка во 2002-та, кога британскиот производител посака на идните купувачи на тогаш се уште нелансираниот Continental GT да им понуди ексклузивен часовник. И двете компании со текот на годините ја насочија енергијата на негувањето на меѓусебната врска, која беше одраз на истите вредности што ги споделуваат и нивната посветеност на работата. Како резултат од тоа беа направени повеќе лимитирани серии часовници кои се разликуваа од другите по иновациите и рафинираноста. Таква ќе биде и најновата, која беше најавена пред неколку недели при представувањето на Continental GT Mulliner Convertible. И кај двата производа вниманието е насочено кон деталите кои кај часовникот се забележуваат кај гравурата и дизајнерските карактеристики што упатуваат на часовникот во инструмент таблата на новиот автомобил. Складноста е совршена за сите кои внимаваат на деталите, кои може да ги има најмногу 1000 на колку швајцарците ја ограничаа серијата на овој часовник. Кукиштето од 42 мм направено од нерегјосувачки челик и поставено на сино кожено ремче од алигатор е дизајнирано да ја одразува внатрешноста на кабриолетот на Бентли. И другите детали се изведени во ист стил, како копчињата и бројките кои потсетуваат на инструмент таблата на Continental GT Mulliner. Секој примерок во стаклото ќе го има изгравирано својот сериски број, со оглед на сето цената на овој часовник во кој се вградени 346 механички компоненти и не е така голема и изнесува околу 8000 евра. Тука е крајот на денешното издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и срдечно ве поздравувам до следната средба за 7 дена. До тогаш останете во добро здравје и расположение. До гледање.